Почетокот денеска ми е одличен, можем да кажем, пошто овие урбани заедници се малку поцентрални и така посредени и задоволството е вака поголемо кога помалку има за работа и кога се нудат некои малку поиновативни решенија, па покреативни и така натаки. Мислам дека денеска и во Љубаш и во Кула посетивме тоа што треба да го посетиме, а и доста вложивме труд и напор оваа година баш во овие две урбани заедници, така да и за наредната година ќе ги удоволиме граѓаните со уште подобра инфраструктура, поготово во делот на паркирање, во делот на урбана опрема и во делот на зелениво. А тука некогашниот АН, кој што го служише комуналец до вчерашна средика, ќе биде катна гража за паркирање при јавното предпријатие за паркирање Кавадарци и моментално просторијата кај што е пазарот, просторот ќе се комплетно преуреди, односно ќе се руши, се направи минус 2 ката паркинг со плато за паркинг. Тоа сака два капитални сериозни објекти. Во меѓувреме додека пазарот се гради, истиот пазар ќе биде преместен кај новиот суд и кога ќе го изградиме и овој пазар ќе имаме два пазари, така да и таа работа ќе се растарети. Мислам дека се сериозни проекти од големо значење. За наредната година спремаме така малку подебел буџет од едно 350 милиона денара нашето предвидување, со некои оперативни и финански конструкции кои што мислиме дека парите ќе ги обезбедиме од добро менаџирање и од она што очекуваме да го оствариме како приходи како општина. Јас пред 2 дена добив информација преку нашето туристичко информативно биро, кое што стварно многу користни информации дава, а еве да бидам искрен, до пред 2 дена и денеска ни на крај памет не ми текнало како градоначалник за Кулата, затоа што не едно да го мислиш. Многу добра е сугестијата од страна на жителите тука. Уште утре ќе ја пратиме градската инспекторка и другите инспектори да направат увид на лице место и заедно со Министерството за култура и нашето туристичко информативно биро да заштитиме таа градба како Кула, која што дотира, јас не знам точно од која година, меѓутоа повеќе векови, така да е тоа еден културен споменик за Кавадарци кој што треба да го оградиме, да го заштитиме и да го покажуваме на туристите. Јас сум стварно задоволен од граѓаните и дебати ви се многу убави, многу скромни, многу едноставни, човечки, вака прва година сум градоначалник и морам да кажам дека од оваа година практикуваме една пракса. Доаѓаме во урбаните заедници, претходно они се спремаат што имаат за работа, како имаат, си дискутираме за она што е сработено, како е сработено и оставаме простор од ден-два да се сретнеме во општинската сала заедно со жителите од урбаната заедница и со раководството, да направиме записник од цела ситуација, за да знаеме што сме кажале, што треба да предложиме и да дефинираме за 2019 година со подпис, со печат и со кворум, што ќе правиме. Така да не излезе, пак ќе повторам, дека некој субјективно работи или работи во некој друг интерес. Градоначалниче, еден од граѓаните тука спомена интересна идеја дека водата од бунарот што му е од дворот, ете ја дава за да се наводнува полјаната. А кажете ми, дали имате разгледувано и можности други бунари од градот да бидат ставени во функција? Јавното предпријатие Комуналец оваа година одвои 3 милиона денара буџет кој што ги тендерираше и моментално се работе. Еве кога имате прилика може да го забележите тоа како медиум и некаде под новото тениско игралиште бушиме 2 бунари фит 300. Тие бунари очекуваме да дадат издашност на вода околу 30 до 40 литра во секунда и целокупно новиот центар што го викаме да има технолошка вода за наводнување. Со тоа што добиеме целокупна технолошка вода за наводнување, градскиот парк исто така го решивме со бунарска вода, не е уклучена за наредната сезона, ќе биде уклучена таму благодарение на Кодекс компјутери ни го отстапи едниот бунар за наводнување и е тука сега падна дискусија дека господинот имал бунар во дворот со голема издашност, ние утре ќе ги пуштиме комуналните служби да направат испитување колку таа вода да акумулираме да можеме да наводнуваме и ова парче. Не е само тоа за да заштедиме вода, него и од еколошки гледни причини и од причини за зачувување на екологијата и заштита на водата е добро да се користат такви бунарски води. Тоа сигурно ќе продолжи и во иднина да се изнаоѓаат такви решенија за како технолошка вода. Да, технолошката вода е од големо значење, затоа што водостојот треба да не биде стабилен, а стабилен водостој ќе имаме само доколку имаме умерено трошење на вода за санитарни и потреби домашни. Ако ги трошиме за улични потреби, никогаш нема да има доволно вода. И на крајот имавте една прекрасна идеја секој ден да има пазар, барем според мене е прекрасна идејата, меѓутоа зошто пазарџиите не сакаат да има секој ден? Зошто? Мој заклучок личен и мој испитување, истражување и разговор со пазарџиите е за тоа што ние изгледа многу малку имаме прави пазарџии или земјоделци. Претежно 90% се трговци. Оние трговци кои што тргуваат на градскиот пазар, тргуваат во Кавадарци среда, петок и недела, во Ниготно одат вторник и четврток, понеделник веројатно одат по роба. Така да тука е главниот проблем и клучен проблем. Јас за таа идеја имам
уште една идеја за наредната година, која ќе ја ставиме у наредната програма, ќе направиме посебен пазар за оние прави производители или за екопроизводители. Така ќе направиме пазар од делот на биопазар. Да. Органско производство да има. Мислам дека таа главната причина што не доаѓаат пазарџиите на обичните доми. Така и интересно споменавте дека ќе се продолжи кеот од Пепето до кај болницата, така? Сигурно и овој дел што е оштетен тука кај Пепето ќе се реконструира. Првата фаза изгледа на кеот е, мисля, чинат пред 6-7 години, лошо беше изведена, лошо направена, речното корито веќе делумно оштетено. Значи, че има санација од кај Јаворот до школото Пепето, од школото Пепето до новата болница направиме ново корито. Тоа е една фаза и друга фаза ќе почне сега во ноември месец од Ваташкиот мост Ваташа до Сирезграјд. Така да ќе има едно, мисля, че од прилика 3 км уреден кеј на реката Лудомар.